На 7 јули во понеделникот, значи во време на годишни одмори, во 15:33 ни стигна Катил Ферман од министерот за спорт и млади, односно од неговиот одговорен за спортски објекти, дека со одлука на влада која е донесена на 17 јуни се одзема спортската сала Наум Номовски Борче, или како што граѓаните популарно ја знаат Партизан 4, и се одзема од нас како локална самоуправа и се дава во владение на Министерството за спорт и млади. Општина Карпош се противи на оваа одлука. Денеска Советот донесе одлука во која што сите советнички групи, значи и Социјалдемократскиот сојуз, и независните советници, и Левица, и Гром, гласа против одземањето на оваа спортска сала и бараат да се искористат сите правни средства за да тоа се спречи. Нормално против беше само советничката група на ВМРО ДПМН, кое што и не ни очекувавме да ја подржи одлуката, затоа што тие не мислат за граѓаните, туку мислат само за својата партија и за своето раководство. Инаку оваа спортска сала ни е предадена во управување во декември 2023 година. Веднаш по примопредавањето констатиравме голем број на недостатоци. Спортската сала нема радиатори, нема приклучок на парно грејење. Оваа спортска сала нема вентилационен систем. Може се замислите кога 100 луѓе внатре ќе тренираат од парејата, од потта, што е како тоа ќе се лизга и кај ќе оди тој пот, што луѓето ќе добиваат туберкулоза. Натаму немат ниту еден реквизит, немаш ниту една клупа, ниту една закачалка во сооблекувалните, приклучок на струја, вода, сето тоа општината Карпош го правеше. Разговарав повеќе пати со раководството на Агенција за млади и спорт и ми беше ветувано дека ќе го средат. Сето тоа ќе биде средено. Значи, од декември до февруари. Во февруари се распишаа изборите, нормално во изборниот процес не може ништо да се реагира. На 17 јуни минатата година, јас како градоначалник праќам писмо до Министерството за спорт и млади, ги наведувам сите овие недостатоци што ги има, и згора на тоа салата во текот на зимскиот период протече, покажа на одредени делови влага и дека сето тоа треба да се санира. И нормално е, ние треба да видиме, затоа што не може да ни се дадат само цевки, а да нема радиатори. Дали е тоа недостаток во проектот или пак не е поставено од самиот инвеститор или пак изведувачот тоа не го направил. Не добивме никаков одговор. Потоа разговарав со министерот за спорт и млади Борко Ристевски крајот на јули, некаде почетокот на август, и го замолив да дојде заедно да ја посетиме спортскава сала и да видиме што ќе правиме понатака. Во смисол, ако тие си ја довршуваат салата и со реквизити да ги отстранат сите недостатоци и поврзување на грејење, струје, вода и така натаму во ред, ако не, тоа да го превземе општина Карпош. Тој се сложи и рече дека ќе дојде. По известно време повторно го побарав, не одговараше. Уште 2 пати го побарав, не одговара на телефон, и повторно на 25 ноември му праќаме допис за сите овие недостатоци и во исто време општина Карпош буџетира средства во буџетот и во програмите за набавка на реквизити. Значи општина Карпош набави мрежа за одбојка, набави рипстоли, набави одскочни дашки, не знам, греди, поставивме клупи, закачалки, значи се она што е потребно за да функционира една спортска сала и ја ставивме во функција, односно ученичките спортски игри се одвиваат токму во оваа спортска сала од крајот на март месец до мај месец, и во исто време распишавме конкурс за сите оние спортски клубови и поединци кои се заинтересирани за користење на оваа спортска сала. Во исто време, општината Карпош, значи, хортикултурно го уреди овој простор, ја гледате она зелена шахта, значи, поставени се хидрански системи, овие канделабри не никнале од Господ, ги постави општина Карпош ова осветлување. Значи, досега општина Карпош вложи 4 милиона денари за функционирање на оваа спортска сала и сега големото Министерство за спорт и млади носи одлука да ја одземе од општина Карпош. Јавно прашувам, ние како локална самоуправа, што погрешивме во односот кон Министерството за спорт и млади?
Вака ли треба да комуницира влада и министерство со локална самоуправа? Ова локална самоуправа има своји органи, има градоначелник, има совет. Не е ли коректно да седнеме, да поразговараме, ако имаат некои други намери и да видиме како тоа ќе се раздржи? На кој начин они одлучуваат на ваков каубојски начин да ја одземат салата, без, и можете замислите, одлуката на влада нема никакво образложение, значи без никаква причина, само од кеф ја одземаат спортската сала и за да ја употребат за нивни бизнис интереси, мислејќи дека во оваа спортска сала има бизнис. Најодговорно тврдам, во оваа спортска сала нема бизнис, има трошоци. Од спорт ова не може да се функционира и да покрива сите трошоци. Нормално е дека локалната самоуправа секој месец ќе дотира плюс средства за луѓе кои што ќе одржуваат хигиената, за луѓе кои што ќе бидат одговорни, за поправки тековно инвестиционо одржување, како и сметките за електрична енергија, за вода, оснабдување и за парно грејење. По наши процени годишно над 100.000 евра општина Карпош овде треба да сапортира за да овој објект функционира и тоа нормално и дека ќе го правиме. Впрочем, има ли објект кој што сме го добили од владата, а тоа се училиштата, градинките, општинските простории, да општината Карпош не го реконструирала и не го унапредила многукратно во смисла да биде пофункционален, да биде нов, модерен, да биде енергетски ефикасен, да тоа функционира онака како што треба. До сега општина Карпош во градинките и училиштата вложи повеќе од 8 милиони евра. Општина Карпош ги сруши бараките и изгради нова општинска зграда, која ќе биде најубавата општинска зграда во Република Македонија, а нивните градоначалници, овој што се кандидира за Скопје, седи во никакви бараки во кисела вода, оној другиот седи во Газибаба во никакви бараки. Ѓорче Петров доби на поклон зашто црта зграда па им дадоа деловен простор кај ќе се селат. Градот Скопје седи и натаму во бараки, а општина Карпош кон секој објект кој што ни е додаден се однесувала максимално домакински и секој објект е многукратно подобрен во неговото функционирање и се однесува како добар домаќин. Па така и оваа спортска сала општина Карпош ќе се однесува како добар домаќин и општина Карпош ќе ја стави во функција на граѓаните. Значи, нив не им се битни граѓаните, битни се нив бизнис интересите на Борко Ристевски, на што најостро се спротивставуваме и ќе се спротивставиме. Нема да дозволиме така лесно да ја земаат оваа спортска сала во која што ние сме издвоиле средства од граѓаните. Како што ви реков, до сега сме издвоиле 4 милиони денари. Со тие 4 милиони денари ќе го реконструиравме азбестниот кров на градинката Распејана младост во Карпош 1 и децата нема да ни бидат да ни битисуваат под кров кој што е азбесен. Значи, ние сме издвоиле средства кои што буквално ги немаме за да оваа сала профункционира, за да сега тие не се изживуваат и не се изигруваат со мене како градоначелник или со советот на општина Карпош, тие се изигруваат, се изживуваат со советници, односно со граѓаните на општина Карпош. Во исто време ги повикувам граѓаните на општина Карпош, вечерва ќе се собереме овде во 19:30 да го искажеме својот револт од ова небулозна одлука на владата во која што без било каква комуникација, со одбивање на било каква комуникација со локалната самоуправа донесува одлука која што е спротивна на интересите на граѓаните на општина Карпош и затоа ги повикувам во 19:30 часот овде да дојдеме и да го искажеме својот револт.